ова утро овде на гостини се двајца од членовите на Energy Band. Добро утро за Гоце, добро утро Ивица. Добро утро. Добро ни дојдовте, ви благодарам што рано стана, се знам дека на музичарите тоа им паѓа многу тешко. Добро утро пред се, како што редо, добро утро на сите вас, добро утро на сите вас во студиото, добро утро на сите ваши гледачи на големите екрани, пошто сите имаат са големи И на екрани. многу бројните гледачи, да потенцирам. Благодарам за поканата во вашата утринска Секако. емисија. Ирена, продолжи си го ти разговорот со нашите гости. Искрено ти благодарам. Еве, убава најава. Ние се видовме веќе половина час сте овде кај нас во емисијата. Гоце Диневски, бас клавиатура и Ивица Ѓуровски тапанар. 24 години, членови на Energy Band, заедно со Ѓоко Јовиќ, настапувате низ Македонија, настапувате Европа, зборувавме пред малку и Австралија, и Америка до сега. Значи, многу настапи, 24 години, навистина плодна кариера. Да ги представиме и останатите членови на бендот, покрај вас двајца, Ѓоко Јовиќ и кои се уште останатите двајца. Да, И една лична карта на бендот. Нема кој не знае и кој не слушнал за Energy Band, поготово сите оние кои што ја пратат вашата, следат вашата музика и вашите настапи. Да. Имаме уште двајца членови, тоа се Панче Велковски на соло клавиатура и Александар Трајковски на дувачки инструменти. И нормално Ѓоко. Да, Ѓоко го кажавме, да. Спомнавме, да. Имате, кажам, безброј настапи, 3 до 4 пати во неделата настапувате, меѓутоа има и многу новитети кај вас, она што е актуелно во моментот, ама се уште не е направена промоцијата. Да, токму така. Е сплетот на македонски патриотски сплет. Точно. Имаме ние и инсерти подготвени, делчиња од овој сплет. Да, чисто сакаме да биде како најава, пошто планираме да правиме поголема промоција, тоа се надеваме дека во следната недела ќе успееме да го реализираме сето тоа да биде, нели, да се види целокупниот видеозапис. Сега чисто ќе пуштиме како најава да се видиме што се работи. Ето така. Бидејќи е подолго видеото, значи од некои половина час, Па видеото македонски патриотски околу сплет. 34-5 минути Кои трае. песни се тука и како ги биравте песните? Па многу пажливо, внимателно, многу. И одбравме и да ви кажам искрено, баш се радуваме затоа што испадна еден успешен проект, пробно го пуштивме ние на YouTube и за кратко време стигна многу гледаност и многу убави коментари. После го повлековме, че оставивме да направи една убава најава и песните се навистина бирани внимателно и мислам дека гледачите и нашите слушатели ќе бидат. Колку песни има во македонски патриотски? 15 песни. 15 на македонски патриотски песни. Така, преработени се со нов аранжман се или како? Па да, има и со нов аранжман. Претежно се сите Во глобала ние гледаме да си го зачуваме, нели, како што си оригиналот, ама со нели повеќе инструменти, виолини, нешто дувачки инструменти, така да биде позбогатено, да биде направено за народ да биде поубаво за слушање. Да. Еве, одат веќе и инсерти во моментот. Ова се делчиња, нели, без музика, Да, бидејќи да. промоцијата официјално кажавте ќе биде најверојатно до крајот на годината, така? Па Каде планираме е и работено, претходно, еве, ова се дена. навистина преубави кадри, со кого соработувавте? значи сценографијата, тоа режијата, све Ѓоко Јовиќ и Владо Дојчиновски смислија, нели, како што треба да биде све тоа. И сега снимаше Зати X Production и доста имавме, мислам, викано луѓе како глумци, како помошници, статисти, да. Ви Па учествуваа. излезе сериозен проект, значи со многу режија, со многу глумци, со многу статисти. Нашите дечиња тука исто така се, како што Да, гледаме, ги видовме на инсерти, почеток. да. И на многу локации се снимаше, доста време го снимавме. Снимавте широм Македонија, така? Да. Едно 5-7 дена мислам дека така беше снимањето. 7 па и 8 да не речеме. Си измачеме добро, али добар. Мислам дека добро ќе ми се допадне на сите. Да. Зборувавме кога пред да влеземе овде во студиото, зборувавме за тоа што најмногу се бара на вашите настапи. Ми кажавте дека во последно време се бараат баш овие македонски патриотски песни. Предпоставувам и така е направен и сплетот од она што најмногу публиката го бара. Па знаете, баш не радува што во последно време се слуша, па се врати македонската музика. Ние секогаш сме иницијатори повеќе да свириме македонско, но за жал нешто последно време новите автори и пејачи послабо работат на нови песни. И добро ме радува што на нашите настапи многу се почна да се враќа старата македонска песна.
Дали било патриотска песна, или комедска, или нека убава песна, значи навистина почна да се бара убава македонска песна и многу често знаеме да свириме. И поради тоа ние направиме овој убав спет. Да. Ке споменеме некои од песните, еве сега оди во фон Земјо Македонска, претпоставам дека гледачите може да слушнат, кај Спретот нас почнува со послушате патриоти, па има Моро Сокол пие, Ој Вадар Македонски, слушам кај шумат шумите. Све познати песни. познати Нема песни. некој човек што не ги знае, македонски сега, не ги знае песни. дали ќе биде само спот или ќе излезе и CD? Дали ќе може да се купи тоа некаде, да си ги има Не мислам дека. Не, така. ќе биде само YouTube. На како YouTube. на YouTube нешто Instagram, по Facebook. Да. А за CD CD веќе што не е модерно, спомнавме, така? па не е веќе модерно. А за CD планираме ние нешто наше моментално работиме. Сакаме нели да го завршиме овој видеозапис, па да почнеме нешто свое, значи своји авторски песни да правиме. Сега поновно на USB, најверојатно ќе треба да Да. продаваме USB. Јас па што прашувам, па за CD. Кај отидов тоа веќе? Млади град не знам Не ни знаат што е. Ете, баш така. Споменавте, значи, ова е веќе завршен проект, македонски патриотски сплет, ќе си ја има својата промоција, ние ќе го најавиме и тоа кога ќе дојде време, веќе ни кажете. Она што кажавте дека работите нешто во моментот, имате веќе некои нови песни? Моментално едната е при крај, а се спремат уште 3-4 песни да биде, што рековте, CD нешто да се направи, 8-10 како ги да сега. што може нели народот да си купи. Значи, знаете како, претежно сме многу, навистина многу западени со настапи и овој период некако, пошто ние овој период знаеме од декември, јануари, февруари, март, кога се одека постите, кога нема толку работа, знаеме да излеземе надвор од државата, надвор од Европа, по тие Во Австралија, Америка, да, кај што големите се турнеи нашинците. и некако све немавме толку време за многу авторска музика. Ама нека оваа година сакаме изразиме желба сите ние колеги да останеме оваа година, да направиме една пауза со тие долгите турнеи и најдобро време за творење. Така да имаме многу спремано. Ќе видите како да ние. Со кои автори соработувате? Или вие сте тие кои што ја... Па да ви кажеме, гордоста наша моментално е синот на Ѓоко Јович, Михаил Јович, кај што испадна, го знаеме од малецко детенце, но е затоа кажеме гордоста, испадна еден добар автор што тек ќе слушнеме за него, а он моментално ни прави 5 песни, верували или не. И стварно, навистина, ние, пошто сме многу внимателни со одбирање на песните, навистина прави овој песни. Така да, со нив работиме, Ѓоко доста и он долго време. Со Лазар и Магдалена Цветковска, исто колегата наш од кај нив има сега ќе го видиме на крај спотот што го направи најновиот спот на Ѓоко Јович. Имаме повеќе соработници сега. Текстописци. Секој што ни нуди добра песна, прифаќаме. Мислите ли дека гладна е публиката за нешто ново? Да. Дека бидејќи сте секој ден со публика, да кажеме скоро секој ден, еве и денеска заминувате на настап во Охрид, кажавте дека убава е охридската публика, нели? Знае убаво да се забавува. много. Што е она покрај македонските песни, што е она друго што се бара на вашите настапи? Знаете, како, соседната, ќе кажам, соседите имаат многу убава музичка индустрија, веќе многу силни, многу не преплавува со нивната индустрија, некако станавме некако во заборав македонската музика. Навистина се гладни луѓето. Навистина им треба и забавно и народна музика македонска. Ама да е наша, македонска, Наша, така. Па ние се крепиме со оние стари македонски песни од порано, се уште ги свириме затоа што навистина нема не се прават. Некако се повлекува луѓето. Дали немаат помош? Сепак ние сме мала земја, знаеш, многу на соседите многу им е лесно. Ќе направат еден спот на YouTube, ќе го презентираат и они од самото гледаност имаат за следен спот. Кај нас не е тоа така. Ние све мораме се од джеб да ги дадеме и затоа може би авторите и младиве пејачи некако не се заинтересирани многу за правење песна, али се надам дека ќе се смени, се надам дека ќе се смени, се надам дека имаше едно време Министерството за култура спонзорираше некои работи, се надам дека повторно ќе ја спонзорира едноставно за културата, значи македонската музика да се одржи. Примира, да, и да се одржи. Новогодишните празници ни се веќе на прагот, вие сте букирани, еве може да кажете каде ќе ве има за новогодишната ноќ и деновите потоа, бидејќи сте празници. Точно така. За нова година ние ќе бидеме во Швајцарија, во местото Арау, тоа е близу Цирих. Прв пат мислам ќе бидеме оваа година, се надам дека ќе биде супер, како што кажуваат организаторите, тоа е друштвото Пирог, мислам беше или Не сум сигурен. не знам, да, зашто имаме повеќе Требаше настапи. Ѓоко да дојде да ни каже за Добро, за сепак каде што има македонци, така? Ќе има македонци, ќе биде сигурно убава забава. Потоа,
за Бадник за Божик, Стара Нова За година. Бадник за Божик Оваа година ќе си сме дома. остануваме дома. Дома, Конечно така со семејството да си пославиме како што треба, како што да ликува. Како што е редот, нели, Да, тоа. за божикните празници. Ние оваа година сме навистина радосни. И стварно имаме работа, али оваа година сега почна сезона на слави, нели? Да. Идеме на настап, идеме на слава, само да не измешаме настап и слава, да не отидеме место на настап на слава да отидеме. Убави се овие денови сега. Штета што нема снегче. Многу се радуваме на снег, пошто е ретко кога го гледаме. Претежно, нели, како што кажа пред малку, овој период идеме неде кај што е топло и не гледаме со години не сме видели снег. Овој период, значи, вие сте повеќе сте биле во Австралија, кога 9 одите на години, тие да. турнеи во Австралија преку океанот. Тоа е, значи, пат по 20 и нешто сата во авион. Останувате по колку време и предпоставувам сте преубаво примени од нашинците таму. Да, Така. супер, таму преубави забави и претежно таму остава. Секоја ноќ ви е работна или само за викенд? Не, само за викенд. И другите денови се работи, пошто треба да идеме на гости. Да. И се здебелуваме Да. секогаш кога идеме таму. Убава не пречекува, убав народ има таму горе, желен за македонска музика, желен за македонски луѓе, нови музичари, многу не почитуваат и навистина не може да постигнеме да појдеме кај сите на ручек на вечера, да искочиме недека, многу не убаво. Али само лошата работа што сме одвоени од дома, ние некако сме многу. И останувате предпоставам по повеќе месеци, така? Па имавме 2 месеца, ама знаеш како, таман ќе се вратиме од една турне, например, со Австралија сме били месеци, па ќе отидеме за Америка. Вала пак не си дома. И затоа овие денови многу ни се допаѓаат што сме дома. Знаеш како, кај да си, за Бадник и Божик дома да си. Дома да си, така ни кажале старите. Сега, пред да го завршиме разговорот, ќе кажеме избор 2 за она што е најново од Ѓоко Јовиќ и Energy Band. Има неколку песни кои што се веќе како понови ги сметате. Ние ќе пуштиме Ако одиш. Тоа е нешто најново, излезена е од кога? Да, па сега е излезено, мислам дека 10 дена толку максимум или недела дена така беше. Песна на Лазар и на Магдалена Цветковска. Снимено е со едни дечки, мислам, професионалци големи од Австралија што се М16 продукција. И ќе го виде спотом, не може да се зборува така, песната е супер. Се надам народ дека ќе скромно прифати. кажува заедничка песна, заеднички песни, но тоа е негова авторска песна, мислам, негова песна, така да многу е вреден, има доста песни, така и ние почнеме сега да правиме и ние заедно со Ѓоко некои нови песнички, ќе бидеме у тек, ќе дојдеме пак. Да. Ќе Што промовираме нешто најмногу ви лежи, која музика најмногу сакате да ја свирите покрај македонските патриотски песни, што друго ви лежи? Сакате повеќе балади или малку оние што се поживи, потемпераментни? Ја искрено ќе кажам за мене по старите песни. Дали да сум постара генерација, сепак тие постарите песни имаат душа и се уште држат. А така да оваа млада публика си сака нови песни, нови модерни песни, ние мора да ги учиме. Да, мора да сте во значи ноонстоп секоја година учиме песни, секој месец проби правиме, секој недела. Тоа мора да сме тренд. Што слушаат младите, тоа мора и ние да слушаме. Не мора да значи кога ни се допаѓа. Али јас сум искрено, ја ќе кажам за себе, од постарите песни што има душа, највеќе ми се допаѓаат и мене ми е убаво кога ги презентираме, кога ги свириме. Така е. Тука веќе ќе мораме да се одјавуваме. Јас ви благодарам што бевте наши гости.